Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта и овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Дали девијацијата на носната преграда е само естетски проблем или пред се здравствен? Се менува ли формата на носот со текот на годините? Како може да се постигне природен изглед на носот со естетска хирургија без да се загрози здравието? Денеска зборуваме за ринопластиката, за исправување на крив нос и подобрување на дишењето, но и за естетските корекции што ја менуваат самодовербата. Разговараме со доктор Илина Гаджевска-Томулевска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта зборуваме за естетската корекција на нос, кому е потребна, кои се добри кандидати за овој хируршки зафат. Гостинка во студиото ни е доктор Илина Гаджевска-Томулевска, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добро ве најдов. Дали формата на носот со текот на годините се менува? Бидејќи можеме да забележиме кај повозрасните лица како носот им пораснал, како да се зголемил. Зошто тоа се случува? Така, тоа е еден мит, да кажеме. Пред се носот не се менува, не расте во тој смисол. Растот и развојот на коскените и раскавичните елементи на носот завршуваат некаде во 18-та година од животот. Меѓутоа, нели самиот процес на старење, варирањето во тежината, ни ги менува пред се и кожата, па може да има малку виша кожа, со полош квалитет, да промените ги заваатат и раскавичните елементи на носот во смисол старечките процеси. И така се добива впечаток дека носот пораснал, а всушност само врвот на носот е нешто пониско поставен. Значи врвот на носот всушност се менува со текот на време и животот. Елементи, да. Некои луѓе се жалат дека имаат природна девијација на носната преграда. Што е тоа? Дали е тоа здравствен проблем или естетски? Така, пред се тоа е здравствен, функционален проблем, ние знаеме да кажеме, затоа што ринопластиката многу често може да стане риносептопластика, што значи покрај естетски да коригираме и функционални проблеми на носот. Нели носот е еден орган кој што си има своја функција. Значи, девијација на симптомот на носот или преградата на носот е нешто што може да биде вродено или стекнато со траума или некои процедури кои што претходно биле извршени на носот. Главно тие пациенти имаат проблеми во дишењето, односно протокот на воздух низ носот и често пати знаат да дојдат и да кажат нели дека спијат со отворена уста, рчат и такви проблеми, до посериозни во смисол чести инфекции, синузит, заднат нос, кој што може понатаму да доведе и до чести главоболки, па некогаш имаат и спонтани крварења од носот. Дали овие симптоми треба да бидат силно изразени за пациентот да е кандидат за ваков тип на корекција на природната девијација на носната преграда? Така, ако се благи симптомите и кога нели се млади личности во прашање, може секогаш да се проба конзервативно со лекови кои што симптоматски ќе го улеснат целиот тој процес, меѓутоа доколку видиме дека лековите не може да помогнат или тоа е нека млада личност на која што и се нарушува квалитетот на живот или се па многу изразени тие симптоми, тогаш дефинитивно опција ни е хируршки да се коригира симптомот. А постои ли некакво возрастно ограничување кога станува збор за оваа интервенција? Па имаме долна граница, 18 години, затоа што чекаме да заврши или растот и развојот, како што споменав, на сите коскени и раскавични елементи на носот. Горна граница искрено немаме, меѓутоа треба, бидејќи тоа е една операција која што се изведува во општа анестезија, треба пациентот да има една општа здравствена состојба која дозволува да биде некаде 2,5 часа под општа анестезија. Дали при еден ист зафат истовремено може да се направи корекција на кривата носна преграда и естетска корекција на носот? Да,
тогаш збориме за риносептопластика и тоа е, да кажам, отворениот пристап за риносептопластика е веќе еден светски стандард при која што во исти акт првично се коригира девијацијата на септумот, со што ние добиваме и подобри естетски резултати, затоа што пациентите кои што имаат девијација на септумот често пати носот кога го гледаат во огледало не им е во централна позиција како што треба, и туку во еден дел оди кон лево или кон десно, зависно нели кон која страна е девијацијата. И со тоа ние добиваме централна позиција и воедно го решаваме функционалниот проблем кај тие пациенти и на тоа натаму се надоврзуваме на естетските корекции. Значи може да се направат овие два зафата истовремено, Да. а што дури и се препорачува. И се препорачува. А што доколку искривувањето на носот е последица од некаква повреда? Дали во тој случај операцијата би се извела на истиот начин? Да, само што хирушки ќе добиеме нели малку полош наод, во смисол зависно нели каква повреда била, дали имало скршеници на носните коски или на рскавиците, со што ние имаме повеќе работа како хирурзи, меѓутоа постапката, процедурата за пациентите е иста. Дали естетската пластичната хирургија се изведува веднаш по настанувањето на повредата на носот или пак треба да се почека коскените структури да заздрават? Како изгледа? Еве кога некој ќе го скрши носот, веднаш треба ли да се упати кај пластичен хирург? Да, доаѓаат. Секако прво да се потврди дека има скршеница, да се прават снимања. Тогаш изгледа драматично, има многу крварење, оток, модрици и така. И во прва линија се прави затворена репозиција доколку тие коски се изместени. Доколку не се нели изместени, нема ни потреба од затворена репозиција, што значи дека со помош на тампони и мобилизатор се местат коските исто како кога ќе скршиме рака или нога, нели не дај Боже, со цел да во таа позиција правилна заздрави коската. А понатаму ако има проблеми, значи доколку не зарасне како што треба, се измести па му смета во дишењето и така натака. Или пак естетиката е нарушена. Или естетиката е нарушена, понатаму се планира, да речеме, во втор акт решавање на тие проблеми. Кои операции почесто се изведуваат? Оние што се последица на некои здравствени тегоби или пак естетските доминираат? Видете, ние си уште имаме еден менталитет каде што сакаме така сами пред себе и пред околината да се кажеме дека одиме заради функционалниот проблем. Заради здравје. Да, ама во тек на тоа ќе се средат и некои нели естетски проблеми или како што знаат да кажат пациентите, успат нешто да коригираме. Така да, има, да речем, во поголем процент пациенти кои што доаѓаат заради функционалните проблеми и воедно сакаат естетски решенија. Меѓутоа има и такви кои што доаѓаат исклучиво за естетски проблеми, па дури некогаш кај нив ќе откриеме некоја лесна девијација која што самите тие не ја увиделе. А дали операциите се изведуваат на исти начин? И за кога е естетската причина во прашање и кога е здравствената? Дали техниките се исти? Така, отворената риносептопластика, која што спомнав дека е веќе некој златен стандард во светот прифатена како најдобра, само затоа што му дава многу добар увид на хирургот на сите коскени и раскавични елементи, да може прецизно да ги моделира и да ги увиди нели сите проблеми кои што постоеле во носот. Практично во истата метода ние вршиме функционална корекција и естетска. Она што ги разликува е време траењето. Дали ќе се прават корекции на септумот или нема да се прават, па ќе се прави само естетска корекција. Според вас кој пристап, кој метод е подобар? Отворениот или пак затворениот? Така, секој си има своји нели мани и позитивни работи, меѓутоа сепак искуството покажа дека отворената риносептопластика е подобар метод. Се прави рез
помеѓу тоа е еден мал ноздрите, рез на, ние стручно го нарекуваме тоа колумела, со што буквално се препарираат сите раскавици, коските на носот и ги имаме под голо око и така можеме нели да работиме, додека затворената метода ние често ја нарекувавме метода на слепо. Ние не ги гледаме раскавиците и коските, туку низ еден мал рез од внатрешната страна на носот на септомот ги моделираме, што секако не може да биде исто. Сега веќе трендовите нели напредуваат и хирургијата оди понатаму, естетиката е секако нели се побарана и постои една најнова метода која што можам да ја најавам како нов метод во нашата болница, се нарекува пиезоринопластика или риносептопластика, нели може во истото да се направи и септопластика. Се работи за еден апарат со чија помош, наместо како кај класичната ринопластика, да се прави кршење или фрактурирање на носните коски за да може да ги моделираме, особено ако се работи за некој широк нос, кој што сакаме нели да го стеснеме, се користи тој апарат кој всушност работи на ултразвучни бранови и на тој начин траумата на околното ткиво е помала, со што ние имаме пациенти со помалку оток и хематоми постоперативно. Значи, современите пристапи овозможуваат поедноставно, можеби, решавање на сложените проблеми. Полесен постоперативен тек за пациентите. Така, ќе ги вклучиме гледачите од овој момент да постават прашања во денешната телма амбуланта. Споменавте широк нос, широка основа на носот. Дали тоа представува проблем кај ринопластиката? За решавање, естетски проблем, така. Да, мораме да бидеме нели малце поагресивни, да ги скршиме коските, класично со остеотоми, имаме ние посебни техники и тука, надворежна, внатрешна и така натака, не би ги оптеретувала гледачите, со кои што ние после можеме да ги наместиме онака како што ние сакаме да зараснат. Меѓутоа, пак е тоа една, да речем, агресивна метода која што мора да се направи ако сакаме да го стеснеме носот. Значи, тоа е малку покомплексен пристап од класичната ринопластика, ако можам да разберам. Покомплексно е доколку сакаме да го стеснеме. Да. Секој нос бара индивидуален пристап. Дали сакаме врвот да го коригираме, да го стеснеме, да го подигнеме, дали базата на носот, кај што се коскените елементи треба да го стесне, да се стесне базата или пак има некоја грбка која што треба да се израмни. Ако е преголема таа грбка, ние со израмнување на грбката автоматски го отвараме покривот на носот и не сме тој да остане така отворен за да нема пациентот понатаму проблеми и тогаш повторно мора да се скршат коските и да се затвори комплетно покривот на носот. Така што не би рекла дека тоа мора да се изведи во класичните и во современите техники, само нели колку ќе бидеме инвазивни, тука е разликата. А што доколку пациентот има голем носогрбка? Дали тој може да се моделира онака како што пациентот замислил? Добро, често пати тоа се случува и најчесто тоа го дискутираме со тие пациенти. Прво, мора да внимаваме на симетријата на лицето. Сега е многу во тренд и модерно девојките да бараат Барби нос или нели тоа е малечко носе со голема кривина, прчесто врвче на носот и така. Меѓутоа тоа не одговара на секој лик, ниту пак може да се изведе од секој нос. Првично, тој нос е женски нос, значи машките дефинитивно не треба да размислуваат за такво носе.
Додека и кај женските мора индивидуално пак да кажем да престапиме, постојат некои правила кои што ние ги изучуваме, затоа ако сакаме да било која процедура, не само ринопластиката што изведуваме на лицето, одговара на сите контури на ликот. На крајот нели не е целта ни да го смениме личниот опис, туку да го подобриме она што нели природно не ни се допаѓа. Така што не може од голем и многу грбав нос, например, да направиме малечок и прчаст нос. Можеме да го доведеме во ризик пациентот да дојде до колабирање на носот, што понатаму представува голем проблем. Сепак е тоа една архитектура на природата која што си има своји носечки точки или често пати се шегуваме со пациентите носечки столбови на зградата, кои што не смееме да ги срушиме. Докторке, што доколку носот е долг, е прилично долго во споредба со лицето. Како пак тука сега се постигнува некаква хармонија со останатите црти? Така може да се скрати должината на носот, меѓутоа нели да не претераме. Постои едно правило на 2/3, каде што горната третина на лицето што е челото, носот што е средната третина на лицето и долната третина од носот на брадата треба да бидат еднакви. Затоа, ако некој има многу долг нос, велиме да одстапува од правилото 2/3 и може да го скратиме до таа мерка, да кажеме, до 2/3. Не повеќе. Не само затоа што нема да одговара нели во симетријата на лицето, туку и затоа што ќе го доведеме, пак ќе кажам, во ризик носот да ни колабира. Зошто е ризично носната раскавица многу да се намали? Па, оваа носна преграда, која што ја спомнуваме постојано, е всушност раскавична во предниот дел на носот и доколку таа може да ја замислиме баш како еден носач на зградата и доколку премногу ја намалиме, нема да може да го носи целиот нос кој што има и коскени раскавични елементи. И може да пропадне? Да, буквално има пациенти за жал кои што најчесто ни доаѓаат од странство. Морам да кажам дека кај нас не сум сретнала такви компликации. Носот е сплеснат затоа што нема потпора однатре. И тога што се презема? Има начини да се реши ваквиот проблем? Секако има со пресадување на раскавица, најчесто од ребро. Значи сега зборуваме за нешто што е прилично сложено. Веќе збориме за реконструктивна хирургија. Значи тука доколку фали раскавичен дел, се зема раскавица од ребро, од ушите позади, понатаму ако фали кожа, што и тоа може да се случи да настане некроза на кожата, ако се претера со тенчење на подкожните масни ткива под кожата, и тоа е една можност, доколку нели носот не изгледа малце така над пациентите сега да го користат тој термин, имам дебел нос. Што не е широк, туку едноставно има доста подкожно масно ткиво. Дебела кожа. Така, дебела масна кожа знае да биде проблем. Првично многу отокот поспоро кај овие пациенти се повлекува, што додатно му прави тежина на носот, а и доколку се претера со намалување на подкожното масно ткиво, може да се наруши васкуларизацијата на кожата и да таа изумре во некои делови. Бидејќи таму има крвни садови, така? Тогаш веќе ќе биде потребно и пресадување на кожа. Така да веќе навлегуваме во реконструктивна хирургија, што сепак е дел од пластична или реконструктивна хирургија од специјалноста. Меѓутоа тука решаваме компликации, веќе не гледаме естетски
корекции. Колку често ви се случува пациентите да дојдат со фотографија и да кажат ја сакам да имам ваков нос? Да, многу често сега нели популарни се и социјалните мрежи на кои што гледаат, следат не само инфлуенсери, туку и други колеги во светот што сработиле и така натака и знаат да дојдат со фотографија, јас сакам нели баш ваков нос. Секако ако е тоа нешто прифатливо, ако одговара на можностите и на симетријата кај пациентот и нели секако се согласиме дека ќе одговара тој нос, ќе биде убав и функционален, нели не смееме ни функцијата да му ја нарушиме. Тогаш нели едногласно работиме на случајот, меѓутоа се случува и да имаме различни... Да не биде едногласно, така? Да, да имаме различни ставови. И што во таков случај? Мора да се разговара убаво со пациентите, да им се објасни, ако треба и 2-3 пати, нели ќе се видиме, дека тие одлуки не се затоа што хирургот не сака, туку едноставно затоа што тоа е најдоброто за нив, за нивното здравие и нивната естетика. Знаат често пати да одат нели на второ, трето мислење и пак да се вратат. Така да мора да бидеме упорни. Значи не секогаш ги прифаќате желбите на пациентите, ниту пак тоа смее да биде така. Па јас сметам дека не смее да биде така, дека е професионално пред операцијата, предоперативно, да не ветуваме нели дека магија ќе се случи после операцијата, туку напротив реалноста да ја прикажеме и оној постоперативен период со сите нели своји негативни и позитивни работи, па можностите за компликации и така натака, за точно да знаат пациентите во што влегуваат со прифаќањето на таа операција, да немаме после изненадување. Обично колку време трае операцијата за корекција на функционалната моќ на носот, но и естетската? Така, отприлика околу 2,5 часа трае операцијата. Секако, нели, ако е некој по-лесен, ние знаеме да се кажеме, лесен нос, може да трае 2 часа, некогаш ако е нели по-комплексен случај да трае 3 часа. Може некогаш да мислите дека е полесен нос па да ви изненади на операција? Секако, да. Има и пациенти кои што ни даваат добри информации пред оперативно, во смисол дали имале повреди и така натака. Па ние да не идеме на нешто што е лошо зараснато и така да ни треба повеќе време. Или пациенти кои што не кажуваат дека носот претходно го коригирале со нехируршки методи, како конци, филери, ботокс и така, што Тоа може да представува проблем? Да. Зошто? Првично затоа што имаме лоша слика за носот, таа не е реалната. А второ затоа што сите тие страни материи кои што ги ставаме во носот предизвикуваат некоја реакција од организмот која што најчесто е фиброзно ткиво или ожилци, најпросто кажано. Дури од филер со хиалурон кој што се аплицира за корекција на формата на носот може да дојде до овакво нешто? Таа процедура повеќе пати може да доведе до ваква состојба, што нас не го отежнува препарирањето на носот и прикажувањето на сите елементи. Значи резултатот од операцијата зависи од многу фактори? Од многу фактори, дефинитивно. Значи, пред се од пациентот, од неговиот начин, организмот како заздравува, како создава лузни, дали претходно имале нели некои процедури или пак имало можда претходна ринопластика, па ние работиме секундарна. Секако и од хирургот и од неговите техники и како ќе се менаџира постоперативниот период. Сега, пациентот после операцијата ќе чувствува ли болки? Ќе има ли модринки, отоци? Така. Колку се тие чести? Болките во суштина се првите 24 часа. И затоа и во првите 24 часа пациентите е најдобро да останат во болница, не само заради општата анестезија, туку и за менаџирање на болката и следење секако на целата состојба. Меѓутоа, понатаму многу ретко имаат потреба да се напијат некој аналгетик, секако нели
прагот на толеранција на болка е индивидуален, па некои пациенти ќе кажат дека првите денови се напиле, не знам, 1-2 таблети аналгетик, некои воопшто. Така да од болката не треба да се плашат во постоперативниот период. Она што да, може да има отоки модрици, тоа е, да кажам, една многу честа состојба постоперативно, што зависно со која метода сме оделе, дали со пиезо, дали со отворена класична ринопластика, зависно од колку е работено на носот, од склоноста на пациентите за создавање модрици и отоци, или така ќе варира и колку ќе биде отечен или модер пациентот. Меѓутоа, сето тоа од прилика за 2 недели се сталожува, а ние викаме првичниот резултат е после 2 месеци, а дефинитивниот после 1 година. Значи, цела година е потребна да помине за да се повлече отокот, претпоставувам, целосно за да се види реалната и да заврши состојба на целосно носот. процесот на заздравување на раскавиците и коските. Дали пациентите секогаш мора да носат тампони во ноздрите по една ваква операција? Доколку се работи само за естетска операција, не е тоа обврска, меѓутоа, бидејќи многу често работиме нешто на септомот, или ние знаеме хирурзите, ако ни недостасува раскавица за моделирање на раскавичниот дел на врвот од носот, да се земеме од таа преграда септомот на носот и да искористиме за подобар естетски резултат. И во тој случај мора да се носат тампони. Меѓутоа, пак ќе кажам, хирургијата оди толку напред, што веќе има силиконски тампони, кои што се многу поедноставни за вадење, или нема такво непријатно чувство, кои што исто така си имаат ходници, и пациентот може да дише додека ги има овие тампони, се со цел тој постоперативен период да биде полесен за пациентот. Има ли некакви ограничувања кај пациентот што ги сугерирате за ефектот од интервенцијата да биде што подобар? Има ли ограничување во однос на тоа како да спие навечер? Така, да. Има повеќе насоки, да кажам, кои што им ги даваме. Секако да спијат на грб, да се на малку повисоко за отокот по гравитација или низ спаѓа надоле, да внимаваат носот да не го удрат, не само во спиење, туку и во текот на дневните активности, да не го притискаат со ништо како наочари, маски и така натака. Исто така, доколку е летен период, да не се премногу на топло, на сонце надвор, да не рипаат во вода, во базени, така има повеќе, да кажам, насоки и ограничувања, меѓутоа сепак кога некој ќе се одлучи за една ваква операција, се тоа обично многу мотивирани пациенти и се придржуваат. Да, не проблем. Очилата кога ќе може да ги вратат, да ги стават на коригираниот нос? После 6 месеци. После 6 месеци? Да, и многу пациентки во тој период се со контактни леки, доколку нели е навистина проблем да функционираат без наочари. Се случува некогаш пациентите да не се задоволни од резултатот од операцијата. Така. Колку време по направениот зафат може да се повтори хируршката операција? Така, 1 година е тој период во кој што бараме од пациентите да бидат трпеливи, да помине за да го видиме дефинитивниот резултат. И ако тогаш навистина има нешто што не им се допаѓа или се согласуваме дека процесот на заздравување не е одел така како што сме очекувале и нешто не зараснало како што треба, веќе може да се размислува за ревизија или секундарна ринопластика. Колку ревизии може да се направат? Бидејќи има некои што се хронично незадоволни, да, нели? Да. Тој па тука е веќе нели и хирургот да процени дали навистина има основа да се прави ревизија или веќе се работи за друг проблем, некое незадоволство кое што потекнува од психичката состојба на пациентот, а не од реалната состојба. Дали она што ние го гледаме и пациентот така го гледа или го гледа нели со други очи. А дали пациентот пред да ја направи операцијата може со новите
технологии да види како би изгледал тој нос на него? Има ли некои 3D анимации кои што Постојат и тоа е, прикажувате? да, доста интересно затоа што доаѓате дури со спремено или да. Тие веќе си имаат направено. Направено, да, и дека тоа супер ќе стои и така. Меѓутоа, тоа е еден проблем со вештачката интелигенција кој што мислам во секој поглед го имаме на нели современото време, што не може да предвиди дека точно баш така ќе изгледа. И често пати зборуваме да не се фиксираат нели за тој резултат, дека да може формата да биде таква, меѓутоа дека баш така ќе стои на ликот, не може да гарантираме се додека нели постоперативно не се види самиот пациент. Така, вие ќе споменавте дека оние кои што имаат дебела кожа, всушност и масна, не може да ги добијат посакуваните резултати секогаш. Така. Си има работи кои што влијаат или пак пациенти кои што создаваат лоши лузни, или ако не ни дадат податок дека создаваат келоидни хипертрофични лузни, постоперативно нели ќе се познава резот каде е пристапено за да се направи ринопластиката или риносептопластика. Значи келоиди се вуваат и на тој дел на кожата на лицето? Да, на било кој дел. Тоа е на генетска предиспозиција на која што не можеме да влијаеме. Значи некои треба да бидат подготвени дека ќе има и белек? Има кај сите пациенти барем мал белек доколку се прави? Мал белек мора да има, кој што реално е толку дискретен и под носот што никој не го забележува. Сега нормално ако се сконцентрираме на огледало да го бараме, ќе го видиме. Секогаш кога кожата нели се пресекува, таа едноставно зараснува со белек. Тоа си уште медицината не го надмудрила, да кажеме. Меѓутоа колкав ќе биде тој белек, дали ќе биде мал, нормален или ќе биде хипертрофичен, веќе зависи од генетиката. Од генетиката, да. Што доколку коригираниот нос се повреди? Сме имали и такви ситуации. Секако зависи нели колкава е повредата. Еве еден интересен случај што веднаш ми текна кога спомнавте. Пациентка која што имаше мало детенце, мислам дека уште на породилно, направи риносептопластика и нели децата во тој период се врзани за мајките, имаат неспретни движења кои што не можеме да ги предвидиме. Со некое движење наназад на главата го имаше ударено носот на пациентката. За среќа, во тој случај немавме повредено ништо од она што сме наместиле коски раскавици, меѓутоа моравме нели да провериме, да дојде, да продолжиме некоја терапија за оток, да ја продолжиме имобилизацијата на носот со цел да превенираме да ни пропадне работата. А кои можни компликации можат да произлезат од операцијата, но пред да преминеме на компликацијата, ќе го вклучиме гледачот, за кој што доби знак дека очекува вклучување во денешната телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака имам правено операција на нос, кривување и сега тешко дишам со капки, али не ми помогнуваат. За кратко време ставам со години, веќе с години. Значи, ви имате направено... Го разбравте прашањето? Освен операција што... Значи, имате направено операција на носот, но од тогаш имате проблем со дишењето, ако ве разбрав добро? Не од тогаш. Добро. 30 години пројдени. Добро. И сега пред 5 години, 4, тоа капки не ми помагаат ништо. И демиста сум пробувал и нозите ми се лепат, не можам да дишам. Секрет онака никогаш не ми тече. И стално мора ми помага тие... Така, постојано ви е запнат носот, не можете да дишате. Каква операција на носот имате направено? Преграда на носот. На преградата. Од ударено. Така. Да немате уште некој подпрашање, докторке? Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма.
Така, како што разбравме, веќе било направена нели септопластика, меѓутоа симптомите продолжуваат и се влошуваат, да. Секако мора да се види, да се прегледа каква е состојбата. На нашата клиника имаме многу убава соработка со орала хирурзите кои што ендоскопски влегуваат во носот, проверуваат нели што се случило со таа девијација, ако има потреба се прави и компјутер за да се видат коскените елементи, за да се види дали се работи повторно за некој проблем со септомот на носот или пак некоја друга состојба на слозницата на носот. Затоа што може да се случува да слозницата од било кои причини оттекува и да ги дава истите симптоми на непроодност низ носните ходници, дали од алергиски причини, дали од инфекција. Значи, сепак мора да се види што е причината, за потоа нели да се бара решението. А дали операцијата на природната носна девијација или пак од повреда која што се случила, значи дали резултатите од операцијата се трајни или со текот на годините повторно може да се јави проблем? Доколку е тоа се добро сработено, добро поминал процесот на заздравување, не би требало тоа да се повтори. Не би требало, значи тоа би било трајно решение. Трајно решение. А кај естетската хирургија, бидејќи споменавте со годините, се менува врвот на носот. Так. Дали резултатот е траен? Па резултатот е траен, меѓутоа врвот од носот, ако сме го нели ние поставиле нешто повисоко, како и кај сите природно, со процесот на старење во некој процент ќе се спушти подоле, што јас не би рекла дека го минува естетскиот резултат, туку едноставно нели тоа е природниот процес на старење кој што се случува и кај тие што не направиле никаква корекција. Так, старењето едноставно го менува ликот, Да. меѓу другото и носот. А пред малку ја прашав за компликациите од хируршката интервенција, односно од пластичната операција на носот. Кои се најчестите? Најчесто сите хирурзи се бориме со инфекцијата и крварењето. Меѓутоа, сепак, ќе кажам, во специализирани болници, каде што тоа се рутински операции, си имаме протоколи за заштита и од инфекција и од крварење, тоа се многу ретки компликации. Сепак, нели, стандардите на болницата, дали се почитуваат стерилноста и сите протоколи како и за секоја операција, се влијаат на резултатот. А може ли да дојдат до некакви компликации кај рскавичното ткиво на носот? При повреда тоа да почне да расте? Најчесто се работи за дефект, да не достига рскавица, да била повредена рскавицата и слозницата, па дали трауматски или може тоа да се случи и хируршки, доколку дека хирургијата е траума на некаков начин. На некој начин. Доколку се повреди циркулацијата која што возможува васкуларизација на слозницата во некој дел од носот, исто како што споменав дека кожата може да изумира, може и слузокожата однатре да изумира и во тој случај повторно нели имаме еден посериозен проблем кој што треба да се реши. На која возраст се обича пациентите кои што се обраќаат за ваков тип на интервенции? Па јас би рекла од 20 до 30 години. Тоа е еден период кога најверојатно сите ние сме повеќе обседнати со тоа како изгледаме. Ние е важно нели да изгледаме добро и веќе нели околината знае често пати да сугерира дека некој има голем нос или крбав нос. До 18 години секако нели пациентите ги само следиме, ги подготвуваме дека понатаму ќе биде нели извршена операцијата. Иако има и пациенти кои што се исклучок и на по голема возраст, нели едноставно ќе кажа тоа ми беше желба цел живот, сега можам и финансиски, нели независам од родителите како сугестии и така натака, па да се одлучат и подоцна. Споменавте дека нема горна граница во однос на возраста, дека секој што е во добро здравје, всушност секој што има желба, реално би можел да направи. Да.
да направи Нормално ваков сега зафат? процесот на заздравување не е ист како кај младите, поготово ако имаат други хронични заболувања, диабет и така натака. Меѓутоа не е пречка да се направи, сепак мора нели добро да се кажат сите работи и доколку се прифаќа може да се направи естетска операција. Што е со оние кои што имаат девијација на носата преграда, а се плашат од оперативен зафат? Што би им предложиле? Што би ги советувале? Така, тоа е еден проблем кој што со текот на годините се вложува доколку не се реши. Значи нема да се подобри, тоа е сигурно. И пак ќе кажам, по-добро е да се реши во порана возраст, кога организмот е млад и целиот процес на заздравување тече подобро, отколку да го оставиме тоа за подоцна, нели кога ќе сме повозрастни, па веќе ќе дојде ситуацијата да мора да се направи, а веќе сме ги усложниле сите фактори за да се изведе. Да, симптоматски може да се третира со прегледи кај ОРЛ, хирург и така натака, меѓутоа сепак на крај тие пациенти за трајно да го решат проблемот мора да се изврши септопластика. Обично од што се плашат повеќе? Од анестезијата, од зафатот, од изгледот на носот? Мислам дека од анестезијата најмногу. Анестезијата, да, општата анестезија сепак е од сите анестезија најризична, да кажеме. Се носи своји ризици, меѓутоа пак ја кажам, доколку сте во сериозна болница, сериозни анестезиолози, морам да ги поздравам нашите колеги од Жан Митрев, кои што имаме прекрасна соработка. Доколку нели се направено предоперативни испитувања, подготовка на пациентот, се тоа се сведува на минимум. А доколку пациентите после зафатот не се сосема задоволни од тоа како им изгледа носот, дали советувате можеби да се применат оние хиалуронски инекции или воопшто не ги советувате? Доколку се работи за мала корекција, да, секако тие се опција. Нормално тоа е многу помалку инвазивно, е решение кое што се носи помалку ризици, меѓутоа нели треба да се повторува. Има едноставно пациенти кои што може така да бидат менаџирани, најпросто да кажеме. Дали и после една ринопластика или првично без да бидат оперирани, доколку нели настапат дека никогаш не би се нафатиле за хируршка корекција, ги имаме тие опции со конци, со филер, со ботокс и така. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Дадовте едно навистина убаво појаснување поврзано со хируршката корекција на носот. Оние кои што чувствуваа страв, верувам дека ги охрабривте и сите оние кои што се заинтересирани за една ваква интервенција треба да бидат реални, со тоа да заокружиме. Треба да имаат реални очекувања. Така, ви благодарам за можноста да им објасниме повеќе на пациентите. Почитувани, ова беше уште едно издание на Телма амбуланта петочно, кое што го реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам и денеска што не следевте со внимание. Гледајте не секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, бидејќи заедно учиме за здравието. Ви посакувам убав ден.